Македонското земјоделство со години бележи тенденција на намалување на обработливите и обработени површини. Затоа има повеќе причини како што се големите трошоци за производство и ниските откупни цени, но и поради иселувањето и старењето на населението во селата, стои во анализа на весникот Нова Македонија. Далеку од занемарлива е за издвојување и причината предизвикана со честите постапки за поделба на наследството кои резултираа со расцепканост на земјиштето и придонесоа некои од обработливите површини да станат меги. Така, според Државниот завод за статистика, во 1991 година вкупната обработлива земјоделска површина во земјава изнесувала 664.000 хектари, а во 2020 година 517.000 хектари, што е намалување од 23%. Статистичките податоци покажуваат дека има огромно намалување и во вкупно засеаните земјоделски површини за речиси 30%. Во 1991 година биле засеани 389.000 хектари, а во 2020 274.000 хектари. Според Националната федерација на фармери, македонското земјоделство во последните години стагнира кај важни компоненти и не може да се пофали со развој соодветен на условите. Годишно се намалуваат понад 7.500 хектари обработлива површина, кои се трајно изгубени како потенцијал за производство храна поради несоодветната државна политика, односно на релативно плодни површини се градат стопански стамбени објекти, инфраструктура и слично. Обработливата површина по жител е 0,25 хектари, што е под просекот во европските земји, додека пред 20 години била 0,33 хектари, објаснуваат од Националната федерација. Оттаму додаваат дека структурата на македонското земјоделско земјиште не соодветствува со производството во количеството со вредноста на земјоделскиот аутпут, ниту со степенот на искористеност на природните ресурси. Например, површината на пасиштата и бројот на главите во сточарството покажуваат дека пасиштата кај нас се речиси половично искористени во однос на високоразвиените земји. Тоа значи дека има огромни можности за интензивирање на сточарството, зголемување на стадата и подобрување на продуктивноста на пасиштата. Додека пак кај градинарските и фуражните посеви тешко можеме да забележиме развој во конкурентноста и зголемена продуктивност, нагласуваат од Националната федерација на фармери.